Ајде да си замислиме нешто. Замислете дека сте архитект. Ама, наместо згради од челик и стакло, вие дизајнирате огромни дигитални корпоративни седишта. Вашето градилиште не е некоја парцела во центарот на градот, туку е безграничниот, бескраен простор на облакот. Денес, заедно ќе го разгледаме нацртот за тоа како се гради една таква сигурна и робусна мрежа. И тука се разбира се постава главното прашање. Во физичкиот свет работите се јасни. Имаме зидови, имаме врати, имаме брави за да ги заштитиме нашите средства. Ама како го правиме истото кога целата наша инфраструктура постои само како код и податоци во некои далечни дата центри? Ајде да го истражиме планот чекор по чекор. Како и секоја градба, се почнува од темелите. Гледаме дека се повеќе и повеќе компании ги селат своите операции во облакот. И тоа со добра причина. Флексибилноста и можноста за проширување се неверојатни. Но, пред да се изгради што било, мора да се постави првиот, најосновниот градежен блок. Да видиме како беше порано, а како е сега. Порано, мрежите се градеа локално, на лице место. Замислете, тоа значеше копови физички сервери, скапа опрема и цел тим луѓе само за одржување. Облакот, од друга страна, ја менува целата игра. Нуди модел плати колку што користиш, каде што инфраструктурата може да се создаде и да се смени речиси веднаш. Секако, ова флексибилност не доаѓа без компромис. Својата доверба во суштина ја давате на некој надворешен провајдер. Значи, првиот чекор во облакот е да си заградите собствен приватен простор. Ова нешто се нарекува виртуелна мрежа или скратено VND. Најлесно е да си го замислите како буквално да купувате приватна парцела среде огромен јавен парк. Се што ќе изградите внатре во границите на таа VND мрежа е целосно изолирано од сите останати. Сега, исто како што секоја соба во една зграда има свој број, така и секој уред во нашата VNet мрежа добива своја приватна IP адреса. Овие адреси важат само внатре, во рамките на локалната мрежа. И не се сите исти. Имаме 3 главни класи, кои во основа одредуваат колку уреди може да има во мрежата. Класа А е за огромни, гигантски корпоративни мрежи, класа Б е за некои средни организации, а класа С е најчесто за помали бизниси. Добро, ама што се случува кога некој уред од внатрешната мрежа треба да пристапи на интернет? Бидејќи тие приватни IP адреси не важат надвор, потребен е еден вид преведувач. Овој процес се вика NAT, или превод на мрежни адреси. Тој ја зема приватната адреса и привремено и доделува јавна, исто како рецепционер кој ги поврзува внатрешните повици со надворешниот свет. Супер! Ги поставивме темелите, односно нашата парцела. Сега е време да ја поделиме таа празна дигитална парцела на функционални и, што е најважно, безбедни зони. Со други зборови, време е да ги изградиме внатрешните ѕидови. Овој архитектонски процес во стручниот жаргон се вика мрежна сегментација. Што значи тоа? Па наместо да имаме една джиновска отворена просторија, каде што се измешано, ние ја делиме мрежата на помали изолирани соби или подмрежи. Секоја соба си има своја намена. Една може да е јавната рецепција со веб серверите, друга може да биде приватниот сеф каде што се базите на податоци, а трета пак канцеларијата за менеджмент. А зошто би го правеле ова? Придобивките се огромни. Прво и најважно, безбедноста. Замислете дека во една од собите избива мал пожар или се појавува вирус. Благодарение на ѕидовите, тој е задржан таму и не може лесно да се прошири низ целата зграда. Второ, се подобруваат и перформансите. Сообраќајот е локализиран и не прави гужва низ целата мрежа. Се разбира, секоја соба што ја создадовме мора да има врата, а секоја врата мора да има брава. Таа брава во светот на облакот се вика мрежна безбедносна група, или накратко NSG. Тоа е всушност виртуелен заштитен зид, firewall, кој го поставуваме на секоја подмрежа. И со него дефинираме многу прецизни правила, кој точно смее да влезе, а кој точно смее да излезе. И токму комбинацијата на овие елементи е тоа што ја прави целата работа толку моќна. Процесот всушност е прилично јасен и логичен. Прво, ја делите целата виртуелна мрежа на логички подмрежи или соби. Второ, креирате посебна мрежна безбедносна група или брава за секоја подмрежа. И трето, ги поврзувате. Резултатот е неверојатно детална контрола врз апсолутно секој дел од мрежата. Добро. Нашата дигитална тврдина е изградена. Имаме ѕидови, соби, брави.
Сега доаѓа следниот предизвик. Како да им овозможиме на вработените безбедно да влезат во зградата без разлика од каде во светот работат? Решението е нешто што веројатно сте го слушнале. Виртуелна приватна мрежа или VPN. Најлесно е да се замисли како еден безбеден, шифриран, приватен тунел кој се гради директно од лаптопот на вработениот до корпоративната мрежа. Иако сите податоци патуваат преку јавниот интернет, тие се целосно заштитени и невидливи за било кој надворешен наблудувач. За корпоративни потреби главно зборуваме за два типа. Првиот е Point to Site. Замислете го тоа како клуч за еден вработен кој работи од дома или од кафеуле. Се поврзува само кога му е потребно. Вториот тип е Site to Site. Ова е нешто сосема друго. Тоа е постојана, секогаш вклучена врска која поврзува цели канцеларии, например една филијала со главното седиште. И сега, доаѓаме до можеби најголемиот безбедносен предизвик од сите. Да речеме дека имаме еден дигитален сеф под мрежата за менеджмент, каде што се најчувствителните алатки. Намерно, на оваа подмрежа не е доделена јавна IP адреса. Прашањето е, како тогаш администраторите можат да и пристапат без да отварат некоја опасна безбедносна дупка? Решението е неверојатно елегантно и се состои од две едноставни, но апсолутно гениални правила во мрежната безбедносна група. Првото правило со највисок приоритет вели: одби го секој сообраќај од секаде. Точка. Второто правило со малку понизок приоритет додава еден исклучок: дозволи го сообраќајот само и само ако доаѓа од IP адресите на VPN тунелот. Резултатот – херметички затворен сеф, достапен единствено преку тој безбеден шифриран тунел. До сега зборувавме за технологија, но колку и да е моќна, изградбата на една дигитална тврдина не е само техничка вежба. Ајде сега да преминеме на следниот дел и да видиме како стратешките и човечките фактори можат да бидат сушност најголемиот ризик. Постојат три главни замки во кои лесно може да се падне. Првата е vendor lock-in, кога станувате толку зависни од еден провајдер на облак услуги, што префрлањето кај друг станува прескапо и премногу комплицирано. Потоа тука е погрешното планирање на ресурси, или ќе изградите премногу, па ќе фрлате пари, или ќе изградите премалку, па системот ќе паѓа. И на крај, најголемиот предизвик од сите – човечката грешка. Овој цитат совршено ја сумира целата ситуација. Некој администратор може случајно да остави отворен порт. Некој вработен може да кликне на злонамерен линк. Технологијата може да биде совршена, но процесите и надзорот се апсолутно клучни за да се минимизира ризикот од овие ненамерни грешки. И со тоа, полека го заокружуваме овој наш нацрт. Изградивме темели, зидови, сигурни влезови. Но во дигиталниот свет, кој постојано се менува, одбраната не е еднократен проект. Таа е постојан процес на надзор, на прилагодување и на учење. Прашањето што останува да лебди во воздухот е дали работата на дигиталниот архитект е некогаш навистина завршена.